Тетовските власти и натаму молчат и се недостапни за коментар и одговор на обвинувањата за аферата со промена на ДУП-от вреден 200 милиони евра, која ја обелодени ВМРО-ДПМН. Планот беше изгласан на Тетовскиот совет само еден ден по формирањето на староновата влада на СДСМ ДУИ. Собственик на објектите и земјиштето на кое ќе се гради е контроверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Дака Давидовиќ, познат на јавноста од аудиобомбите кои ги пушти опозицијската ВМРО-ДПМН пред изборите. Во разговорите јасно се слуша дека тој дал 300.000 евра за да му се завршат работите, а дополнително ветува 2000 метри квадратни земјиште и 2 милиони евра доколку се заврши работата со Шик Јелак. Па се поставува прашањето кој со колку ќе се офајди во СДСМ и ДУИ од овој профитабилен бизнис. Овде позади мене на просторот на поранешниот Шик Јелак треба да се случи големото бетонирање на Тетово. На околу 230.000 квадратни метри треба да никнат деловни објекти и неколку висококатници со околу 2000 станови. Тетовци се против изградбата на вакви големи комплекси. На Тетово велат не му требаат згради, туку фабрики. Катастрофа. Тоа сега е пребетонирано. Сонцето ќе го фати. Ќе видиме како не знам како да се изразам. Нема да има сонце, нема да има светлина. Тето и така е пребетонирано, не е ништо, ни канализација, ни водоводи, туе кога ќе заврне вода све се бере. Плюс со тие, катастрофа невидена. Па све е бетон, нема друго. У Тетови нема друго, све што имаше руши. Така да и тоа, било или не било, чим не ни требаа фабрика, нека има зграда. Не се сложам со тоа, затоа што стварно Тетово више со зграде е катастрофално. Свите ние тоа го дискутираме, нема ни воздух Тетово више ни ништо, а еден од најпознатите градови беше во Македонија со чист воздух. И уште ова, ако се деси, тоа ќе биде катастрофа. Буквално што рековте и вие, наместо зелениво да се прави што повише, овдека повише се гради. Не знам, ова урбана мафија е катастрофална, не само во Тетово, еве и во Скопје и секаде во цела Македонија. Од 230.000 квадратни метри, дури 140.000 се предвидени за станови, а околу 80.000 за деловни објекти. Во јавноста веќе се зборува колку овој огромен комплекс урбанистички ќе го оптовари градот, кој сега има проблеми и со сообраќајните услови и со водоводната и канализациона мрежа. Бетонирањето уште повеќе ќе го зголеми и аерозагадувањето.